кој што сепак овде демонстрираше еден круг со возилото од погорната класа, ќе ви олесни во текот на следењето на репортажата, како и повеќето автомобилистички надпревари, и овој започна со интонирањето на државната химна и свеченото отворање. Камерите на македонската телевизија се разбира не може секаде да бидат поставени, меѓутоа затоа и со овој круг олеснивме овој веќе стартот на првата трка, како што и вообичаено секогаш се во трките во државниот шампионат се возат 3 дивизии. Во првата, она најбројна секогаш само автомобилите Југо, значи прва класа за автомобили со захватање на моторот до 1150 кубни сантиметри. Голема мешаница на стартот, меѓутоа оние водечките Зоран Лошков, Мијалче Василевски, се разбира тука беа и Тихомир Мрчковски и Петар Македонски, како и Милан Русевски, се одвоја напред веднаш од самиот старт и не западнаа во оние гужви. Наспроти нив, например, Тони Джеповски имаше проблем на самиот почеток со заостанатите Тихомир Матовски, Ацо Младеновски, Марко Кажич и поресно мораше да се пробива напред, додека Лошков и Василевски веќе успеа да создадат предност, веќе па само еден круг да се одвојат од Мрчковски на третата позиција, кој на стартот беше побрз од Русевски. Пето пласиран надпреварувачот од Битола Петар Македонски, инаку не е дебютант, иако неговото име е познато во автомобилската јавност, сепак надпреварувачот го искористи своето право да вози под псевдоним и тоа право треба да се почитува. Како член на Амада Битола водеше на петтата позиција зад водечките. Мијалче Василевски атакуваше на првата позиција на Лошков во првите 7 круга. Голема беше изненаченоста во тие моменти, меѓутоа тоа беше се од тие напади што се насуваше за првата позиција, бидејќи Мрчковски успешно ја бранеше третата позиција од Русевски и во меѓувреме, додека тие беа сконцентрирани на својата борба, водечките се одвоија, а зад нив зостана Петар Македонски. Русевски исто така го бркаше, би можело да се рече, Мрчковски, меѓутоа безуспешно. Овој момент од првиот свијак, веднаш по стартно целата рамнина, каде што во мешаницата излета Слободан Тасевски со стартен број 10 и Тихомир Матовски со стартен број 21 во борба за 12-та позиција. Тоа се веќе моменти од средина на трката, кога почна да се одвојуваат се повеќе и повеќе водечките и оние зад нив. Веќе во петтиот круг беше заобиколен за цел еден круг Марко Кажич. Инаку во трката стартува 15 автомобилисти, на тренингот право на настап изборија 17. Во текот на самата трка, меѓу оние кои што напредува, беше Миле Белев, кој иако малку имаше проблеми на стартот, сепак ја освои својата позиција што имаше заработена на тренингот пред Орца Блажевски.
мотоциклите мръсности, мотоциклите пътевицирности, път върнат бизнесмените за желание на жалба на живота на общности и под незнание и незнаение хората не завършва тази съществена дейност. Прекъсваме стартът от старта на визията, автомобилна автомобилната от 34 група Н, на полицията беше страната съветът, на водителство за първа старт. От време се отбуди Делишевски да рута за председателство, нали да подпозиста на генералната, следващи направи силните за гръм за полската на Босия, по полицията пред основата и да изпадава на старта полиция пред Делишевски, за това време на рута с пуска да напред, но тук ще ни го обичава, той знае да направи силно добре на бедност пред основата и не бързо да не бъдат да развиват да бъдат води на въпроса, но не заедни. Търсът на своя търпес, на концентрация, на тази връща. Я препоръча пресата, защото можем да видим, че върна до време да се изрешава говоря тръпа не да е образена за време курса, но нека поредът от критично ръстане от фирма от посета, командите, изкъсването, мишечки, но заедно с живота за отводна за правото мъжка, за категорията